Позитивни и емотивни моменти по повторното обединување на децата кои се на болничко лекување со своите другарчиња и наставници. Министерката за образование Весна Јаневска вели дека формалното образование дава добри резултати. Децата се вклучени во образовниот процес, а истовремено имаат и можност за момент да побегнат од својата реалност. Откако од 1 септември беше воведена оваа мерка, болните дечиња кои поради состојбата мораат да отсуствуваат од училиште, им беше овозможено онлайн да ја следат наставата. Децата кои отсуствуваат подолг период од училиште, хронични и малигни болни, значи повеќе од 3 недели, конечно успеавме заедно со Сдруженијето САНО да направиме и тие да бидат вклучени во наставата. Се разбира, не е само знаењето кое што ќе го стекнат при онлайн наставата најважно, туку прифаќањето на другарчињата и целиот клас во кој што детето учело, споделувајќи емоции, социјални моменти, и тага, и радост, делејќи искуства меѓу себе, и од тука сметам дека можеме да кажеме дека сме успешни. За оваа цел претходно биле спроведени обуки кои опфатиле над 166 наставници во 83 училишта. Истовремено бил подготвен и прирачник за сите наставници со инструкции, како и за родителите за да се запознаат со оваа можност. Од Сдруженијето САНО велат дека ова решение одлично функционира и ја спречува дискриминацијата. После децениска битка да дојдеме до овој момент, благодарејќи на Министерството за образование и на Министерката, сите деца кои се на боледување имаат можност да учат. Станува збор за онлайн настава и ниту едно дете нема да биде исклучено од наставата. Бирото за развој на образованието понатаму ќе продолжи со поддршката, затоа што не само од едукативен аспект, туку и поддршка која што ќе биде советодавна, за да може наставниците да се оспособуваат, да ги јакнат своите компетенции и да ги поддржиме во овој процес. Во овој процес ниту едно дете да не остане надвор од образовниот систем. Министерката посочи дека лично е задоволна од тоа што со нејзиниот тим успеала да придвижи процеси што биле во застој. Изминатава година заедно со владата реализираа голем број на проекти и реформи во образованието во кои најголеми бенефити имаа младите, како бесплатни ваучери за електронски уред, бесплатен пристап до базата Web of Science, како и нови учебници по сите предмети за секој ученик.